почнеме да живееме во сегашно, наместо само во идно недојдено време. Еве, погледнете што вели Светската банка. Дека само 10 микрограми кога ќе се зголемат количините на загадување, дека процентот на болести кои што се појавуваат најстрашни и најтрагични се зголемува за 12%. И вие велите, не зборувајте за таа тема. Таа тема е абсолвирана, драматизирате. Дали знаете колку деца ни се раѓаат со сериозни проблеми, и со алергија, и со белите дробови? И вие велите, и тука драматизирате. И знаете зашто е тоа така? Затоа што не сте се ни обиделе да ги видите бројките за Скопје. Ако веќе може би не ви интересира остатокот од Македонија, еве може да Скопје, откако се доселивте, подраго ќе ви биде при срцето. И може би некој ќе ви каже какво било водно и што стоело на местото на Рамстор. Чисто онака, пред да се спремате за дискусија. Погледнете ги процентите на ПМ10. Гледате? Гледате што стои за Лисич и за ректорат. 4-кратно поголемо загадување од многу високото. 10 пати поголемо од дозволеното. 10 пати поголемо од дозволеното. Многу високо загадување за овие честички над 180. Еве ви овде над 400. Еве ви овде над 300. Погледнете, овде каде денот бил добар, само 200. Многу високо загадување. И вие викате дека некој во оваа држава драматизира. 4-кратно поголемо загадување од највисокото и 10-кратно поголемо од дозволеното. И никој не е крив, нели? Во Македонија ако падне дожд, тогаш кога им треба на земјоделците, владата ќе излезе и ќе се пофали. И вие ќе викате браво. Ама за ова никој не сноси одговорност. И никој не зборува со каква политика ќе ги компензираме ваквите штети. Вие денеска се подсмевате. Се подсмевате со опозицијата, се подсмевате со граѓаните, затоа што замислете, они се потресувале за таму некој 5 дрва. Ама тие ги има. А овие 5000 кои ги ветува Коце ги нема. Мистериозно исчезнуваат вечерта откако наводно ќе бидат засадени. Сега, ајде да погледнеме малку за бројките кои што, единствени бројки кои што ги чувме во денешната дискусија, како ќе се справиме со загадувањето. И слушаме дека денеска, утре, не, ама можда следната недела, кога ќе се реши владата да го повтори денот на дрвото, ќе бидат засадени, не знам, 7,5 милиони садници. И стварно изгледа тоа вака спектакуларно. Од утре ќе се диша милина. Ама знаете како? Хартијата памти. И, например, хартијата памти дека во март 2008 година власта, согласно незините информации, засади 2 милиони садници на денот на дрвото. Есента истата година и тргна работата 3 пати повеќе, 6 милиони садници. Во 2009 година, во пролетната сезона засадија 5, во есенската 7,5 милиони. Во март 2010 7,5 милиони садници, во март 2011 3, во есен 2011 уште 5,7 милиони садници. Знаете колку до ден денеска според тие информации кои што вие денеска ни ги читате и за годинава, колку сте засадиле? 36,7 милиони садници. Мислиш, Македонија, Швајцарија станало овие 6 години. И сега многу е и една друга работа интересна. Првата година, само првата година и првиот ден на дрвото, дадовте информации колку хектари ќе бидат засадени. 1020. И бидејќи тоа полесно се истражува, и полесно се брои, и полесно се смета, од тој момент натаму АБЕР нема откажување колку хектари ќе бидат засадени. Тој податок го снема од сите соопштенија. Се друго е исто, ако ги гледате соопштенијата интересно од денот на дрвото, никој не се начали да ги пишуваат, него истите што ги напишале од 2008, секоја година се повторуваат, само бројките се менуваат. И една исчезна. 36,7 милиони садници се засадени. Сега да видиме кој е резултатот на 36 милиони садници. Еве ќе погледнете два само статистички извештаи.
Еден од 2000 до 2007 и последниот, кој што постои. Погледнете, например, во 2012 година, после 36,7 милиони дрва засадени. Во Македонија под шума се 988.000 хектари. 36 милиони засадиле, значи би требало да се дуплирал шумскиот фонд. Ајде да погледнам пред 10 години колку била шума, колку хектари биле под шума? 989 милиони. Во 2001 997. Ај сега некој нека ми објасни, ова е едноставна математика. Биле 990 милиони хектари под шума, сте засадили 36,7 милиони садници и сега се помалку хектари под шума. Да не садевте на некоја друга планета, да не садевте во некоја друга држава, да не садевте на второ ниво, па не ги гледаме овие одоздола што уште вираат. Не е само тоа единствениот интересен податок. Еве, погледнете колку хектари шума статистички, бидејќи тоа не го кажувате за денот на дрвото, ама статистика мора некои податоци да објавува. Нели, заради денот на дрвото, што 2 пати годишно го правите и садите по 15 милиони просечно садници, би требало бројот на хектари кои се пошумени во текот на годината некако да расте. И тоа да расте драматично, бидејќи милиони евра се вопрашани. Еве, погледнете овде. Например, во 2012 1300 хектари или 378 хектари се пошумени. Во 2011 2081 хектар повеќе. Ама кога ќе погледнете, например, во 2000 година 2300. Во 2003 година 2879 хектари. Во 2011 година со 2 дена на дрвото имате помалку пошумено хектари отколку во било која од годините од 2000 до 2007. Кај одат дрва што ги садите? Каде отидоа 36,7 милиони садници? Ја не знам колку е една садница, ама ми звучи многу пари. Секоја година милиони евра зборуваме кога зборуваме за денот на дрвото. Каде ги засадивте? Каде се хектарите? Како е возможно Македонија секоја година владата да се фали дека екстра пари дава за пошумување и дека ние треба да дишаме, изгледа не ни се добри здравствено, не сме добри, па не можеме да осетиме колку повеќе кислород произведуваат дрвава, а статистика да вели дека секоја година е се помалку и помалку шума. Ако сте помислили дека можда некој повеќе сече, и тоа е вака рационален одговор, па ќе се излажете. Оти ако ја видите сечата, ќе видите дека многу чудно во 2012 година се сече помалку дрво отколку во 2005, помалку дрво отколку во 2003, помалку дрво отколку во 2006, 2000, секоја од тие години. И доволно овие 5 странички од вашиот Државен завод за статистика за да прочитате еден збор со 6 букви. 6 страници, 6 букви. Грабеж. Грабеж при садење, грабеж при сечење. Колеги, страшно беше ова што го чувме овде, дека овие бројки за милиони садници и овој криминален ден на дрво требале да бидат поука за нашите деца. А ако пратениците од ВМРО ДПМН мислат дека децата треба да си ги воспитуваат така што ќе лажат и ќе крадат, би сакала да ги замолам да не ја користат говорницата и да ги заразуваат и другите деца. Очигледно е дека загадувањето во Скопје расте само заради криминал. И очекувањето е дека заради истиот криминал оваа влада нема да даде пари за да истото се спречи. Благодарам.